Драги мои, добро вечер. Добре дојдовте во ова зимско иделично издание на Јади бурек на Сител 3. Зошто? Затоа што надвор паѓа снег и тоа прилично интензивно, но не е страшно, не делува дека ќе се залепи, а според прогнозите нити се предвидуваат некои пониски температури. Предпоставам дека ова добро ќе дојде на планините и на местата надвор од градските средини каде снегот е можеби најдоброто наводнување и накиснување. Па се за мајка природа. Ништо не се менува, малку и да прочисти ова вирусов од грип, ова снегчево и така делува. Се во свое време. Океј, ние започнавме некоја минута малку порано. Режија, како се викаше филмот што идеше претходно? Македонскиот филм. Не знаем, го фатив крајот со Сенко Велинов. Една мала информација не би ми дошла лошо. Вака да ја споделиме со гледачите, затоа што планирам филмов, предпоставам дека ќе иде после емисијата, така? Тошо, режија, има некој бе? Монументално, ве молам, монументно, режијата сега ги проверува податоците, добиени од FBI, CIA и Интерпол за моето прашање. Нема шала, нема шега. Уи! Каква љута фаца извади Бучко, види го. Не извади од памет. Република, најновиот број, кој ви е веќе актуелен, можете да го купите, значи за наредната недела, Бучковски е на насловна страна, па каже. Бучко формира партија, иако денови имаше доста шпекулации, па изјави, па деманти, па не правам партија, па ќе правам партија, Република сепак искача со ова насловна дека Бучковски формира партија. Ќе видиме внатре што има друго. Има интервју со Виктор Цветковски, команам го плати долгот на комашинот, македонци версус македонци, нема поголем турчин од Јаничар и добрососедство на грчки начин, африкански имигранти на јужната граница. Тошак, пред да ги отворам страници од Република, имаш инфо за филмов? Аврио? Американец. Американец или This is not American movie? Американец. Добро. А ке иде филмов после емисијава? И зашто бе? Абе, обично... Добро. Шо ки... Нема шанси вечер да го гледаме, реприза, нема да има нешто? Негде у 3-4? Аје. Кога? Сакам филмов да го гледаме, не на... Ова беше премиерно и единствено. Еј, го утна филмот, баш ми е криво. Сенко беше закон, ама многу добра постава од наши актери. Абе, зашо вакви филмови... Знаеш што? Ке видиш кој ќе ви се јават сега од Алфите. Да. Сега ќе видиш кој ќе се јавам у ДБК Мијалко, кој ќе ви се јави и кој ќе рече репризирај. И у 12:00 Пиперевка ќе играте, ќе го вртите филмот, 6 репризи до Сабајле. Ај. Сега ќе му пишам писмо едно. Драги друже Мијалков, заради доброто на Македонија и борбата против македонскиот непријател, бараме уште еднаш да се пушти филмот Американец. Надворешниот и внатрешниот. Прашање на место, ама одговорот по на место. Добро. Ние да идеме со пријатели, зелено за пријатели, црвено за непријатели. Да видиме Бучковски што изјавува. Значи, ова е утрешниот, најновиот и актуелниот број, денешниот број на што излезе на Република.
Пишува Ирена Радовановиќ, па вели: по конгресот на СДСМ ќе се појави нов политички субјект. Бучковски формира партија. Реализација на идеја за нов политички субјект на левицата се очекува ако социјалдемократите обстојат на ставот за бојкот на локалните избори. А основањето на партијата би требало да се случи по конгресот на СДСМ во мај. На новата партија најверојатно ќе се приклучат многу интелектуалци што не се согласуваат ниту со политиката на ВМРО-ДПМН, ниту со таа на СДСМ. Поранешниот премиер и лидер на СДСМ Владимир Бучковски формира партија, дознаваме неофицијално. Промоцијата на партијата ќе се случи по конгресот на СДСМ во мај, кога ќе се знае дали Бранко Црвенковски ќе остане на чело на партијата или конечно ќе се повлече по 20 годишно директно или индиректно раководење. Инаку Црвенковски го вмеша и Филе. Едно од идеите на Црвенковски со бојкотот на парламентот и со неизлегување на локалните избори беше да го сврти вниманието на меѓународната заедница која треба да се вклучи во отстранувањето на македонскиот Милошевиќ. Иако од Соединетите држави и од Европската унија и порача на најголемата опозицијска партија да се врати во парламентот, со последното доаѓање на еврокомисарот за проширување Штефан Филе не се исклучува посетата посериозно вклучување на меѓународните представници во разрешување на политичката криза. Виктор Цветковски е независен кандидат за градоначалник на Куманово. Дамјановски со општински пари го исплаќаше долгот на Кумашинот. Со Цветковски разговаравме за внатрепартиски состојби во СДСМ, за неговата кандидатура за градоначалник на Куманово, за состојбите во локалната единица. Инаку човеков е бивши СДСМовец кој е исклучен од партијата. Градоначалничката функција останува машка. Квота за жена, фотелја за маж. Берн Поселт: Брисел сака единство на македонците. Бојкотот не е демократски инструмент. Овој човек е пријател на Македонија, ама кога велам пријател, мислам не со голема П, туку со големи букви, сите букви се. Еден од најголемите пријатели на Македонија, дефинитивно. Брат за пари, политика за брат. Брат за брат, политика за пари. Нема поголем турчин од Јаничар. Да најдеме начин да ги славиме заедничките историски фигури. Грција дискретно ни турка и илјадници емигранти. Матни игри на јужната граница. Interesting. Годинава се чека прилив од 400 милиони евра. Обичен лудак или жртва, џокерот од Аурора на неуспешен владин проект за контрола. Обичен лудак или жртва на неуспешен владин проект за контрола на умот. Кога ќе се вратат муралите во главната пошта и какви? Само тоа ни треба, нели? Муралите ни се најбитни. Абе, дај луѓе во... Ајво тевар. Добра фотка. Фото Ѓорѓи Личовски. Добро, окей. Ова е дел од содржините кои ги донесува Република во најновиот број. Јас тогаш би се префрлил за миг на актуелностите денеска во врска со она што е најизвикано, а тоа е дека станува се посериозно, дека со брата Рој, брат ми стварно ќе го прави Охрид. Дека тука нема шега и дека со брата Рој е решен на вистина да инвестира во Македонија. Значи, по символично... Окей. Значи, се работи за изградба на голема статуа на градскиот плоштад. Може сега да пуштиш. Одлично. На градскиот плоштад ќе биде подигната во... големата статуа ќе биде подигната во спомен и чест на делото на Скопската хуманистка. Поставена е спомен плочата, а веќе ќе можете да видите. Инаку, овој човек со
оваа традиционална индиска носија на главата што ја има, така наречен турбан, е исто така милиардер кој на покана од субрата Рој го покани да дојде во Македонија и да не знам што ќе биде. Но во секој случај стои фактот дека субрата Рој ќе инвестира. И она што предизвика аплауз кај присутните е изјавата на субрата Рој дека ќе изгради болница за сиромашни. Тоа е за жал и болна вистина кај нас, но и потреба за дел од она најсиромашно население. Ние немаме таква беда како што има во Индија и каде што навистина се градат огромни болници за сиромашни, оние најбедни, тоа се луѓе кои живеат и умираат на улици. Кај нас тоа е навистина, не е дека нема сиромаштија, но немаме таква екстремна сиромаштија како што има во Индија. Во секој случај, градбата на таква и финансирање на една таква болница ќе биде од огромно значење за оние најсиромашни слоеви на граѓани кои не се вработени, кои немаат социјално осигурување. Барем ја така ги разбирам тие работи, дека кога правиш болница за сиромашни, тоа е да примаш секого кој нема никакво социјално осигурување, кој нема никакви материјални средства, за да може да им се укаже помош. Тука пред се, нели, мислам на дел од она население кое буквално живее во навистина, па дури и традиционално живее во мизерни услови. Кај нас има сиромаштија, но некогаш ми се чини дека некој едноставно просто има и стил на живот. Знаете како? Го гледам, значи, низ некој мала тука низ мене, кај мене близина што живам, иако сум ја центарско дете, например, му ја гледаш куќата, абе што да ви кажам, нема фазада, цигли, ронливи, нема столбови, на греди и така натаму, мизерија, онака беда, се грее на дрва, стварно јадно и бедно онака да го видиш. Но затоа, брат, ставено дримбоксче, ме разбирате? Дримбокс е, нели, она кутија за сателитска и тоа онака, здраво комши, како дримбоксот HD земав. Не можам да гледам ова обично у HD, ми е добро, одлично, овака. Фасада да замачкаше. Епа ја најдов да зборам, и моја стои таква. Не и се. Во секој случај, изградба на болница за сиромашни ќе биде навистина еден добар миг, еден добар момент од многу аспекти. Прво, многу од хуманитарциве, кои обично само говорат, а никаде на дело ги немаш, ке имаат место и каде конкретно да активно да земат учество, а не само со политички памфлети. Значи, сите оние кои сакаат добро да им направат на оние кои најмногу им треба помош, ке можат со волонтирање, со работа и така натаму. Лекарите исто така ќе им биде добра можност со волонтирање и да се надградуваат, но и да помагаат и да се растерети државното здравство од огромниот притисок, бидејќи помалку или повеќе се одеше во државното здравство и стана социјална установа, така да мислам тука дека ќе дојде до едно убаво раслојување за да можат услугите медицински да станат се подобри, се поквалитетни, а тоа е суштината, нели? И стануваме како високо развиените земји, нели? Се сеќавате на доктор Хаус. Доктор Хаус работеше во елитна болница. Не можеше секој да оди таму на лечење. Ви текнува дека дури и со социјално осигурување не било какво, туку високо социјално осигурување, каде што многу повеќе средства се одвојуваат во социјалното осигурување, нели? Па има оние јавни болници и така натаму, повеќе нивоа на здравствени услуги. И можеби тоа е најдоброто решение, кое Обама сега сака да го напушти. Но
не сум најпаметен, но искрено ме радува. Имав прилика денеска, бидејќи да ви признам искрено, бев и до влада да договорам неколку интервјуа со неколку министри кои вам ќе ви бидат интересни. Тој министерот за земјоделие, министерот за труд и социјала. Не успеав да ги најдам, но бидејќи беа презафатени, но успеав да ја видам огромната макета која е веќе поставена во владата на Република Македонија, огромната макета на она што ќе се гради во Охрид. Луѓе, јас се најаџив како тоа добро изгледа. Тоа е страшно. Ќе ви покажам после првата пауза, имам на мобилниот сликав. Тајно сликав, да не ме види полиција. Ќе видите тајни работи какви таму има. Океј, а ние можеме да одиме со Нова Македонија. Британија им одржа лекција на Германија и на Франција. Отварајќи ја големата дебата со соопштување на британскиот модел на Европската Унија, Камерун недвосмислено и сериозно упати предупредување до Берлин и до Париз да не ги лаже умот и тековната криза да ја искористи за друг вид операции, а кои немаат директна врска ни со долговите, ни со дефицитите, ни со буџетите. Кулминација на кризата на обстанокот на Европската Унија. Британија, како и секогаш, прва повлекува чекор. Ако нешто британците не сакаат, драги мои, тоа е централна власт. Они коса им се грева на глава од такво нешто. Вечер, насловна страна, грците се скараа за името на Македонија. Зашто бе? Иницијатива Арама ќе ја брани сутиеска муралот во Велешката касарна да стане споменик на културата. Кој е дечкото што го глуми Тоше во новиот спот? Добро. Режија, имам притисок од гледачите да го пуштиме новиот спот на Тоше. Новиот. Кажете ми, добро, после паузата, не мора сега да одиме, консултирајте се, бидејќи нели заради договорот кој го има Канал 5, Сител и Алса телевизија како најголеми телевизии, а поради политиката на престрогата политика на македонската музичка индустрија, моментално е замрзнато емитувањето на домашни автори. Сега, дали би можеле да направиме, бидејќи, ако не се лажам, и денеска доаѓа и роден ден на Тоше Проевски, така да не би било лошо, ако може да се исконсултираме во меѓувреме, па да ми дадете инструкции, ако може. Бидејќи ја не можам да донесам таква одлука сепак, нели? Во ред. Што се однесува до овие содржини и Европската Унија, драги мои пријатели и пријателки, најдобро е и договорив да се слушнеме после подолго време, се немаме слушнато, со Бобан Нонковиќ, дописникот на МИА од Брисел. Очигледно дека многу работи се случуваат, а и прашањето на кризата кон Македонија кој го поведоа бугарите со најновите резолуции и така натаму. Бобан Нонковиќ е на линија. Бобан, добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер, ја те слушам, не знам дали ме гледаш, затоа што ми дава дека има проблем. Имаш проблем со камерата, да. Да те побарам за некоја минута, невестата да дојде да ти среди. Не, чекај, уште еднашка може само еден повик? Како не, нема проблем. За слободно сврти, а ние можеме и на втора и на трета страна, уште малку да видиме како загревање, дека Британија им одржа лекција на Германија и на Франција. Океј, мислам дека сега, Бобан, ќе се вклучиме и со слика. Сега таман сме? Не сме се уште, се обидува да се закачи. Нашето позиционирање, вели Камерун, во услови кога пак ние сме притеснети и условувани поради грчкото вето, ќе биде мошне деликатно.
Пријатели и поддржувачи ни требаат, ги имаме и во двата табори, ама тие се во фаза на почетна политичка конфронтација. Што да се лажеме? Постои опасност уште во текот на дебатата да не тераат да избираме страна, а не сум сигурна дека ќе можеме тоа да го сториме без последици по нашите интереси, особено ако не сме подготвени, а не сме. Ентузијазмот на евроболшевиците, века пред да пукне големата економска криза која прирасна во европска должничка криза, беше ритуално самоубиство кој било да си го постави прашањето за обстанокот на Европската Унија. Никому не му паѓаше на памет да ги преиспитува начинот на кој функционира Брисел, зашто идеолошката инквизиција, организирана како скапо платена кобајаги невладина проевропска мрежа, организираше вистински лов на еретици. Како што се продлабочуваше кризата, така секнуваше ентузијазмот на евроболшевиците. Се повлекоа пред гневот и бројноста на демосите, кои беа дуста бучно и конкретно протестираа, барајќи си ги своите права и респект, освен Сорос, кој емигрантски и од дистанца се обидува да влијае на иднината на европските народи. Тоа Мирка ли е? Па, да ти кажам, нема подпис на... Да, Мирка е, се извинувам. Точно, веќе можеме и словото да ја го препознаеме. Бобан, те немам на слика, многу ми е жал, но еве... Зашто јас мене ми дава дека се борет, не знам што е проблемот. Добро, не знам, очигледно господјата твоја не е тука за да го реши проблемот. Еве, дојде го направи, не знам зашто. Ајде уште еднаш јас да те побарам. Долго време го договараме ова и мислам дека конечно ќе можеме да поразговараме. Океј, па да, драг мој пријателе, конечно, убав и сунчан, како да си бил во Сахара. Некој гледал слики, гледал. Фејсбук е такво шпиунско место. Еве, види кој не е крив, ние кој си ги закачуваме нашиви податоци, што се. Чекај, вака се пророчки. Си јавал Камила, си бил во Северна Африка. Ти и твоето семејство сте поминале многу убаво. Сте имале ефтин лет. Кажи, све знам, човече, прв пат те гледам. Значи, Клеопатра мина и останати у пензија поради Марк Цукерберг, дефинитивно. Да. Вижте, ција од 300 агенти сега еден седи и клика на интернет, клика на Фейсбук и поднесува сметка, све знаат за секого више. Ја мислам дека има да му изградат како на мајка Тереза, ние на Цукерберг во Ција има да му изградат споменик. Па дефинитивно сега ќе отпуштате на 200.000 персонал сигурно таму, затоа што не им треба. Не им треба сега свет. Сега ја и ти ќе им бркаме работа. За кого? За тој нема проблем. Дајеш. Све за него. Али слики. Бобан, како си прво? Да те прашам, не сум те слушнал, не сум те видел на вистина долго време. Па да ти кажам, у нова година очигледно ова не е прв пат се обидов да се сетам, што значи нека им е честита новата година на твоите гледачи на тека. Добре. Снег ни паѓа денеска кај нас. Божик и уште малци Великден ќе споевме. Со 8 март немој да ми го прерипуеш. И 2 февруари. Да бидеме политички коректни. Бобан, неколку работи ми привлекоа внимание кои ме натераа да ти се обратам. Прво, ти се обраќам, ти си во Брисел, иако настапот беше во Страсбур. Дали имаш некакви одеци на Игор Ивановски шема неговиот настап во Страсбур, каде што си зема за право да говори во името на македонскиот народ, а уствари испадна класичен политички протест против партиски настап. Нели, партијата СДСМ протестира, си има своја агенда зошто и како, но со многу негативно тоа беше пречекано во македонската јавност да на место каде што треба да се застапуваат македонските интереси, се застапуваат партиски интереси. Дали стигна овие одеци до тебе? Значи, прво ќе ти почнам од почеток, поради тоа што мојата фирма, значи Македонската информативна агенција има дописник од Страсбур, јас не известував, но сите останати дописници, а овде има 1000 дописници на
толку медиуми од цел свет во Брисел, го покриваат и Страсбур и заедно ги следиме настаните, они покриваат бидејќи се има директен пренос преку сателит од сите такви настани кога се случуваат во Страсбур, дали е тоа Европски парламент, дали е тоа Совет на Европа, не е важно. И они го следеа бидејќи го покрива и верувај дека прво се зачудија, поготово што јас често другарувам со дописници и новинари од околните земји или од бившите ју земји кои што ги покриваат тие настани, прво се зачудија, велат што е ова, кој е овој човек. Прво верувај дека на нив Игор Ивановски шема не им значи ништо во животот, ниту негогаш чуле за него, но кога го слушнаа тоа, мора прво да им објаснам кого представува тој. Тогаш тие се зачудија како е можно човек кој што ја представува најголемата опозицијска партија и кога некогаш била на власт и претендира да дојде на власт во државата и да бара поддршка од македонски народ, да оди контра тој народ и контра таа држава пред цела Европа, а меѓу другото и да им набацува топка, значи да им мести на волеј на наши непријатели. Кога збориме непријатели, зборам политички непријатели, не зборам на физички, на политички непријатели, тоа се грците и бугарите во сите тие европски тела во моментов. Значи, тоа беше буквално никој во моментов, освен тоа што го направи тој човек, но и сите овие потези изминати еден месец на опозицијата, максимално им одат во прилог на пред се на нашиот јужен сосед, па и на источниот, иако од таму почнуваат да дуваат позитивни ветришта, со оглед на тоа што не е толку голем проблемот со нив, но верувај дека јас овде за среќа имав можност да разговарам со многу истакнати високи личности кои се занимаваат со досието Македонија и кои што ја туркаат идејата, односно желбата и намерата Македонија да стане членка и да почне преговори за членство во јуни, тие се чудат и за среќа ги знаат, ја знаат сета оваа актерска игра на Црвенковски, тие неколкумина профитери околу него таму, во однос на девалвирањето на Македонија и пред се значи уривањето на сликата, намерно представување за некаква недемократија во држава, бидејќи ние за 2 месеци не очекува последниот извештај на комисија пред почеток на пристапни преговори, бидејќи ова ми е експлицитно кажано од многу висок човек дека доколку Македонија нема посериозен проблем од друг аспект, а тој се обидува да го направи опозицијата кај нас, дефинитивно во јуни добиваме датум за почеток на преговори, бидејќи имаме чисто досие, имаме одличен однос кон соседи, се покренуваат иницијативи од наша страна и веќе нема друг проблем освен проблемот што се обидува да го создаде опозицијата. За среќа, ти велам за сега, за среќа, овде е препознаената игранка што се прави доле и не реагираат многу. Значи комесарот Филе сега предвадена беше во ненајдена посети ги собра Црвенковски, Груевски и председателот Иванов за да им каже дека партиските интереси не треба да се ставаат пред државните интереси, а многу е јасно за кого е упатена таа порака. И значи овдека владе значи каде што можев по највисоки кругови, каде што беше Филе да добијам некакви повратни информации, е дека Филе ужасно притиска да ова навистина Рашомонијада се заврши и навистина искрено се залага за Македонија. Значи се притиска на тие што го создаваат и го креираат и генерираат проблемот да отстапат од таквиот начин и да се вратат во нормалниот тек на демократијата. Тоа е она што јас го дознав вака во 2 збора. Она што неколку подпрашања од твоево кажување. А тоа е ставот на Бугарија, дека од ставот на Бугарија нас ке ни зависи и евентуално вето. Дури имаше дека треба да се замрзнат пристапните фондови. Има дури разногласија, значи од еден европарламентарец кој никој не го зазема за сериозно и тоа е само еден амандман кој што нема да помине, значи сакам да се разбија тие табуа дека има 754 европратеници и секој еден значи не може да направи толкава белја колку и да сака тој. Значи, а конкретниот пратеник тој кој што го бугарски кој што го предложи тој амандман да се скратат европските фондови, формира некаква нова партија во Бугарија и сега на овие избори сака да искочи со платформа негативна како што во Грција сите партии излагаат наспроти Македонија и тој да ќарува поени на антимакедонска кампања. Значи многу е јасна
прикazната, но не проаѓа. Тоа дури ни во неговата група, ниту во таборот на сите бугарски европратеници. А што се однесува до бришењето на македонското малцинство во Советот, каде што со амандман бугарите успеа да го избришат дека нели дека и македонци нема во Бугарија и да бидат избришени. Колку тоа сериозно може да биде? Страсбур го покрива друг дописник, но колку што сум јас запознат, јас тоа него... Бобан, знам за Страсбур, немам контакт ваков со него, можеби во иднина би требало да направам, не знам и тој дали е расположен за вакви комуникации, па те молам само за твое мислење. Не, сака да ти кажам, мене ме чуди тоа што таква една идеја амандмани и такви амандмани не им проаѓаат тука, меѓу 27 земји членки на Унијата, ме чуди како меѓу 52 членки на Советот на Европа тоа им пројде. Тоа е едно мое прашање кој си го поставам постојано од кога се случи тоа. Значи, тие на половина од тој број колку што членуваат во Совет на Европа не им успева тука во ЕУ. Не знам како им успеа таму и како ние не сме успеале да го осуетиме, да го спречиме тоа со нашите пријатели. Така. Значи, тоа е она што јас се прашувам и не ми е јасно зашто се случи. А за праведноста, праведливоста, правдата и правото што се применува, знаеме многу добро како се применува. Добро, кога велиш на позитивните ветрови од Бугарија, што е тоа што ние ги знаеме овдека, нели, сега акцијата, нели, новата кампања да се потпише договор за добро соседство и така натаму, и меморандум за разбирање со Бугарија. Што во Брисел има по тоа прашање? Дали тонот се заострува против Македонија или се чувствува затоплување на односите помеѓу Македонија? Се чувствува максимално. Пред 3 дена имаше средби министерот за надворешни работи Поповски тука со дузина европратеници бугарски, каде што веќе ја нема она тензија во што постоеше до пред некое време. Јасно е дека постојат позитивни ветришта кои што се придува ради тоа што Скопје ги пушти, бидејќи македонската страна презема конкретни акции со предлози со кои не ќе може да се излегува од никакви рамки, не ќе може никој да не оценува, ниту да каже дека нема активност. Велам, тие предлози како што сум јас известен наскоро и ќе бидат обелоденети, но тука веќе беа дел од нив представени, ќе бидат можни конкретни и коректни, за да не може никој да ги толкува вака или онака, ниту да ги одбие, ниту да не сака да ги прифати. Значи, во тој случај, затоа ти велам, мислам и се надевам дека нема да има проблем, затоа што навистина и тие се свесни, бидејќи внатре бугарското општество, ако види ти, значи од сите поранешни председатели преку врвни интелектуалци и политичари ги осудуваат во намерите и во последниот потек со оставање на блокада, односно поддршка на грчката блокада на последниот самит, и не верувам дека сега ќе има простор за такво нешто. Нашиот проблем останува и се нарекува Грција, односно наметнатиот спор за името, кој што исто така сега ќе има неколку најавено предлози, иницијативи, не предлози во вид на име, туку за средби за интензивирање на преговори од македонска страна, што е доволно за Европската комисија да даде поволен извештај во априлскиот репорт, каде што ќе се заснува најмногу во врска на придвижување на тие преговори за името и добро соседство со Бугарија, и затоа македонската страна сега очекувам да преземе низа иницијативи, конкретни и коректни, ти велам, кој што Грција, ако ги одбие, оди само на нивна штета. Но Грција одби, извини што морам да те потпрашам, но Грција одби трилатерална средба на иницијатива на еврокомисарот Филе. Па види, сега ретерираат од таа изјава, како што гледаме, па дури од Европска Унија, односно од Европска комисија, ги исправаа дека всушност они не одбиле, туку само Делаве Курас, портпарол на грчкото МНР, рекол демек да бидат по-конкретни предлозите. Значи, сега Филе се обидува да како ти кажам, да го толкува одбивањето како не одбивање со цел да ја преформулира пораката и писмото, за да се најде модус како да биде подобро за нив. Во секој случај Јанко дупка не е дупка, работава е. Извини малку се. Клучно, комесарот Филе е комесар избран од 27-те председатели, премиери или министри за надворешни работи на 27-те земји членки. Него му е шеф, меѓу другото, и грчкиот министер или председател или премиер кој гласа кога се бира тој. А идната година ќе има реизбори. Значи,
кога тој се осудил, велам осудил, да преземе таков чекор, а грците да наседнат и да одбијат и со тоа да се насочи кон нив целото негативно внимание и сите да ги посочат како негативна страна за прв пат, ти велам, затоа што досега они себе си се представува како позитивна, тоа е многу храбро од Филе, прво ви кажам, наискрено ова го говорам, многу храбро од негова страна, а од друга страна се вадат грците на чистина. И тоа нема да помине така. Значи мене повторно се надам дека нема се налути што ќе употребувам високи дипломати, затоа што од нивна страна ми е посочено да не ги именувам, бидејќи ми се извори на некој начин за информации. Ми велат дека Грција овој пат, ако све биде во ред со македонското досие и поготово овој вонреден извештај на комисијата, не ќе смее да блокира. Значи, ќе се изврши таков притисок врз нив што не ќе имаат можност да го блокираат почетокот на пристапните преговори. А зашто? Затоа што кога ќе почнат преговорите, има 66 можности при отварање и затварање на 33 поглавја да блокираат. Значи, апсолутно ирелевантно е дали они сега ќе не спречат или после, но за Европската унија, велам, прво за нив, па за Македонија и за регионот е важно да ги почнеме преговорите, затоа што чекорот да се направи, значи Боба не. Апсолутно, 5 години сме земја која што ги исполнува сите услови, на нив им е неизгодно, не на нас. Ние сме си чисти. Што Македонија ќе добие кога ќе добиеме датум за преговори? Што конкретно? Тоа исто ќе биде долг процес кој ќе трае со години, така? Тоа нема да биде помалку од 3 до 5 години исто така. Некои предвидуваат 8 до 10, зависи како ќе тече. Додека да влеземе во Европската унија, така? Да, додека не го парафираме, да. Што тогаш ние ќе имаме подобар бенефит од ова што сега го имаме, например, во врска со... Значи, како граѓани, мене, тебе и сите обични луѓе како нас ги интересира она што се нарекува пари инвестиции. Значи, во однос на средства се отвараат многу нови фондови. Сега сме во предпристапен фонд, тога се отвараат многу фондови од пристапниот дел. Значи, пристапни фондови. Да, па сега конкретната формула можеби ќе сгрешам, немој да ми земаш за збор, но конкретно ти велам се отвараат многу повеќе фондови, бидејќи стануваме земја од кандидат, стануваме земја кои што преговарат за членство. Значи влагаме во еден сосема нов процес, на пример меѓу другото овде имаме мисија која што е при ЕУ, каде што има сега десетина луѓе, тогаш ќе треба да работат 50 луѓе кои ќе работат на сите поглавја. Значи од еднашка Македонија и македонското прашање ќе се одвива во секое ќошче. Тука, бидејќи ќе постојат преговори, цели тимови ќе се среќаваат ската дневно, значи Македонија ќе биде цело време присутна во ЕУ и тоа некому не му одговара апсолутно. Значи, затоа ти велам, кога велам тоа не му одговара не заради тоа што Македонија ќе го преговара, туку затоа што Македонија ќе биде споменувана и ќе постои на секој ќоше во Брисел и во секоја земја членка на Европската унија. Ако ме разбираш, што сакам да кажам со тоа? И затоа некој сака да го спречи тоа, бидејќи не му одговара до толку да се отвори целото македонско прашање и се разбира, земјата која веќе преговара има поголеми бенефити и поголема можност да присуствува и на некакви среди, односно да е проактивен учесник на такви настани, не да гласа, но да учествува, што значи дека апсолутно е позитивно и значајно тоа. Но ние ќе бидеме тогаш како ФИРОМ, така? Ќе продолжиме, значи, под референцата ФИРОМ да бидеме. Односно, цело време ние се водиме според не како ФИРОМ, туку како целата референца. Најнавредливо за нас, тоа јас го повторувам и го повторуваат сите овде што ќе дојдат македонски политичари, да не нарече некој со скратената референца. За жал, некој ни договорил пред одреден период во Обединените нации да не запишат под таква и таква референца, која што ние мораме да ја користиме во меѓународни организации. Значи, говорам како поранешна Југословенска република Македонија. Да. Никој не сака и не смее да не го потребува тоа скратено име. За жал, сега ни го потребуваат само грците и мислам дека кипраните уште некој, а во ЕУ веќе и на европско ниво никој веќе не се осуда да ја користи скратената референца, сите ја користат долгата референца, некој па само БР Македонија, што во таква ситуација и најмногу ни одговара со оглед на тоа што некој ни договорил нешто што на македонскиот народ тогаш не му одговарало нити денес. Јанко, ако ми дозволиш, сакам да кажам една работа, не сум се јавил кај тебе, не сум имал можност каде да го кажам, тоа е во однос на она што ме нападна со росоидиве за Филип Рикер. Се надам дека ќе ми даеш можност. Повели, само подсетиме зашто не сум информиран. Беше тука Филип Рикер, значи у кратки црти, поранишниот амбасадор на САД во Македонија, сега помошник на заменикот
на државниот секретар на Соединетите Американски држави, имаше брифинг со новинари. Мене не ме повикаа од Америчка амбасада. Значи, после пола сат од завршување на тој брифинг доаѓаат колеги, беше конкретен за Западен Балкан, веќе него мој портфолио Западен Балкан. Добро. И дојде со снимки да ми дадат, вика, зашто не? Викам, не ме повикаа. Вика, еве ти снимки да слушнеш што каже. Јас го слушам, праќам мејл до Америчка амбасада. Не сте ме повикале. Леле, се извинуваме. А за она, за дека испратил до Бранко Црвенковски, така? Чекај да ти после кажам. дека Добро, повели. Повели, Америчка амбасада ми ја пуштаат снимката одма на мејл, еве слушнете го, пренесете. Добро. И јас го слушам човеков, неколку пати кажува јас сум разочаран од некои политичари на Балканот што за лични интереси ги нарушуваат државните интереси, односно она што е во корист на државата. Добро. И што се случува? Јас тоа го пренесувам така како што си го кажал, ништо не му импутирам на човекот, значи. Но во моето толкување велам, бидејќи у моментов мислам дека нема ниту еден политичар на Балканот што работи исклучиво на лични интереси, а на штета на државните, освен лидерот на опозицијската СДСМ Црвенковски. И јас во свое толкување, не во изјава на Рикер, никаде го нема тоа, си велам дали ова може да се толкува и дека е порака за Црвенковски. Тука соросоиди, односно еден сајт, ама многу интересно, еден сајт каде што работат и го раководат луѓе со фројдовски проблеми. Значи, конкретно новинарот има диагностицирано Едипов комплекс. Тој е во инцестуална врска со својата мајка, има и докази и слики. И сега тој зима, си извртува тези ме напаѓа. Неговиот раководител кој што е скриен хомосексуалец, кој што е предводник на она познато полициско досие Ресенски воз. Значи, целата екипа ми кројат една капа. Чекај. Морам те потпрашам, што е тоа Ресенски воз? Ресенски воз ти е досие кој што е спремано уште во времето на Хари Костов на сите хомосексуалци, познати личности, скриени хомосексуалци во Македонија. А зашто се вика Ресенски воз? Да бе, па затоа што знаеш што прават они воз ти текнува? Да. Тоа што снима емисијава на YouTube да ја ставиме на канал. Некој бил локомотива таму. И не е битно, и тие типови сега со фројдовски проблеми ми скроја нешто дека јас сум извистувал ово, она демек Рикер го прашал и Рикер ми кажал не мислев на Бранко, па нигде јас и не викам дека мислел на Бранко, него ја го толкувам тоа како порака, бидејќи вика дека некој политичар гледа личен интерес наместо државен. А у моментов нема друг на Балканот освен Црвенковски што го прави тоа. Али не е битно, тие луѓе се ја замисли. Овој со Едипов комплекс, овој Ресенски воз ми кројат мене приказна и сега ме напаѓа, ама некако не им пројде тоа, гледам и петиции на интернет. Се надам дека следниот пат подобро ќе им биде. Значи со авион се враќаш, со воз дефинитивно не идеш, тоа е јасно. Не. Искрено, кога тие полувистини беа пласирани, ја бев малку зачуден, бидејќи знам колку Рикер има личен афинитет, значи не критички спрема Бранко Црвенковски покажуваше, така да затоа што нели токму и тоа беше една од причините заради која и он беше сменен. Тоа се шпекулациите за кои се претпоставува затоа што не успее да го врати на власт кога беше овде кај амбасадор. Али пази, истата екипа што сега пишува дека Филе рекол дека да се одложат локалните избори и заедно со предвремените парламентарни да се одржат во јуни, што апсолутна невистина. Да, тоа е новиот спин кој го вртат дека не знам изборите локални ќе се одржале во јуни заедно со парламентарните. Ама знаеш како го верглаат тоа? Значи, ти знаеш ли, јас 100 пати сум го и прашал и Филе и неговиве портпароли тука, вика, прво, и да е така, вика, еве, да по најлуда варијанта да представиме дека стварно мисли така Филе. Па знаеш ли, вика, дека не смее да го кажеш затоа што тоа е мешање во државни работи. Тоа е прекршување на закон, вика, он кривично треба да одговара само за изјава таква како висок комесар. Не е будала, вика, човек. И тоа ќе биде прозвано од самата Европска унија, бидејќи ние избори мора да прогласуваме по закон и со закон. Никако поинаку. Изборите според закон, а не според желба на некој. Па, апсолутно, па дури тој нека биде и Филе, еве. Не Бранко Црвенковски, некој пропаднат политик. Нека биде и Филе, точно. Нека биде и Барак Обама,
ама нема да може, затоа што и да сакаме да му учиниме не можеме, затоа што законот поинаку вели. Редовни избори, нема никакви пречки, мораш да ги одржиш во март. И тие ќе бидат одржани, подготовките се на сите страни. Пази, тоа е мешање, тоа е државна работа, значи ние да дозволиме било кој да ни го суспендира, тоа ние не сме веќе држава. Така. Кажи ми, бидејќи се уште се држиме до Македонија и Брисел и перцепцијата за нас, меѓународните банкарски а и сега блокажа, нели кој ќе се направиш? Добро, сакаш да кажеш кредитни агенции, да, кредитните агенции кои покажуваат дека кредитните агенции нели кои го проектираат растот на економијата на една земја, со тоа и кредитниот рейтинг на земјата, ние сме некаде во ББ+, и тоа со зелена стрелка нагоре во нивните анализи, со последната проекција негдека измеѓу 1,8 и 2% економски раст за Македонија. Во Европа, која се уште е во тешка рецесија, нула. Да. Се уште е во минус. Генерално е во минус, но за идната година се предвидува раст од 0,8 генерално на ниво на ЕУ, а на ниво на еврозона мислам дека беше 0,5 нешто така. Не е мала работа и тоа не поминува. Убеден сум и знам и според некои работи што ги читам, што стигаат до мене, дека не поминува без една позитивна перцепција за Македонија, што има позитивен економски раст. Тоа е и тоа. Последниот извештај за економска прогноза на Европската комисија, пишуван од Оли Рен и неговата екипа, кои што го водат секторот за економски прашања и монетарна политика на ЕУ, Македонија е посочена како многу позитивен пример. И таму е многу јасна дадена прогнозата за следните 2 години, кај што се предвидува раст од 2 до 2,5% за Македонија. Значи, а меѓу другото, најголемиот раст се предвидува за Естонија, која што знаеме каква економија е, на 4%, но тоа е Естонија, а останатите, да не ти кажам, значи 0,08, 0,7, 1,2% и најмногу, сите други земји. Значи можеш да замислиш, Македонија е подобра од 2/3 во однос на прогнози за економски раст. Сето ова што се случува во Европската унија предизвикува и политичка криза. Значи, никој не се сомнева дека Европа ќе обстане. Тоа не може физички да исчезне, но дека се менува, тоа е повеќе од јасно. Каква форма ќе заземе, тоа никој не го знае. Се сеќаваш ли, извини Јанко, ке тебе во емисија пред одреден период кога ти кажа дека се создава Обединети европски држави, денеска за прв пат председател на Европски парламент Мартин Шулц во својот говор кажа дека идејата е да се создадат, за прв пат едно официјално лице кажа, идејата е да се создадат Обединети европски држави. Но затоа па имавме реакцијата на Камерон кој во Давос изјави дека ќе распише референдум за останување или напуштање на Европската унија. Истото тоа, веднаш после него, лидерот на најголемата опозициона партија во Австрија рече дека ќе, ако се врати, ако дојде неговата партија на власт, дека ќе бара одцепување од Европската унија и приклучување кон Швајцарија. Значи, дезинтегративни процеси веќе се најавуваат. За случување не знам, но се најавуваат. Изјавата на Камерон буквално е на сите вести, CNN, BBC, NBC. Апсолутно ги пробуди духовите и овде во Брисел на сите. Тоа е факт. Кажи ми нешто повеќе за тоа. Што е интересно, јас од кога сум овде, веќе сум од 1 мај, сега не може да израчунаваме месеци, значи мене постојано ми е чудна врската Британија со ЕУ. Тоа е некако како open relationship. Значи каде што овие се заедно, но апсолутно функционираат слободно. Еве на пример, Британија без обврски. Британија не укинува визи ниту за некои земји членки. Значи Британија не е членка на еврозона. Британија не поддржува голем дел од мерките што се превземаат. Па има проблем каде што треба се носат закони со консензус. Еве ќе ти кажам, Камерун на пример што рече?
Не можеме да имаме иста политика со една Франција. Он повеќе ја посочува Франција, мислев дека Германија има поголем проблем и Не, сигурно сега се име. во добри односи со Меркел, он заради тоа Да, но еве на пример вели, вика Франција ја поддржува Сирија, додека ние вика се искостивме вика со сите тие санкции кои Франција не ги почитува на пример. Да, но затоа сега ја оставија па Франција сите, буквално сите оставија сама да интервенира во Мали. Значи тоа се игранки кои што си ги подместуваат едни на други, ме разбираш? Кога станува збор за воени интервенции. Но интересно е дека што е всушност причината. Јас и еднаш како спомнав кај тебе во емисија исто така. Камерун навистина има проблем како да им објасни на своите данокоплаќачи во Британија, кои издвојуваат огромни средства за да платат данок од своите примања, а во исто време да им каже дека мора од буџетот да издвојува средства за да се спасува некоја земја која што доброволно се приклучила на Европска унија, но не може да биде исклучена од останатите, а е во криза, а таа поради незината криза и крах може да ги го повлече целиот систем европски и да крахира еврото. И Камерун има сериозен проблем. Ваме им вика на своје штедете, они му викаат како бе да штедиме, па ти вам даваш пари на некои Грци, на некои Кипрани, на некои. Па меѓу другото и Ирска ја спашаваа со истите средства пред неколку години, но во секој случај тоа не им одговара на британците и тие се бунат, што е нормално. Од друга страна, Камерун мора да игра и на друга варијанта, значи тој ќе има и внатрешен проблем наскоро со шкотскиот референдум за независност. И он мора да го пресретне на некој начин со нешто со што ќе предизвика имплозија внатре во британското општество, тоа е на пример референдум за отцепување, односно дали сте за останување во Европската унија. А таму е па расположението 50-50. Зашто говориш за во Британија за останување во 47% според последните анкети, 47% од британците се за излегување. Така е, веруе, ама мислам дека малце се користи и ова да се заплаши Европа да престане со таквите потези за спашавање и постојано да се. Можам да замислам дека сега Најджел Фараш е еден од главните фраери во Брисел. Фараш е постојано главен фраер. Тука, но јас сум ти кажал дека чуден ми е неговиот однос кон македонското прашање заради тоа. Он има малку прогрчки, никогаш не го изјавил, но и интервјуто јас што го правев ти кога го уредуваше, кога го објави моето интервју со него, беше многу резервиран да ја спомне Македонија и има големи симпатии спрема Грција и не сака да ги нарушува тие односи. Значи никогаш не е настапил против Македонија, тоа е факт. Но е воздржан во прашањето на Македонија. Тука да, но вика сменете го името и решите го проблемот. Еве јас на пример сум разговарал. Значи, вика сменете го името. Да, значи он има кажи му нека дојде ваму у Западна Македонија, прво бричење на суво да го видиме, таму кај Лазарополе. Јас сум му рекол дека и он може да си го смени името ако сака и да го викаат поинаку. И јас не би имал проблем со исто со тоа. Во секој случај ти велам, ќе биде интересно, стековно ќе се менуваат работите и ќе се вршат притисоци меѓу другото и заради тоа што уште не е усвоен оној 7-годишен иден буџет 2014-2020. Така, тој не успеа да го донесе. Од последниот предлог 75 милиарди сега наново идниот месец има Европска. Зашто нема блокирање на парламентот? Зашто нема протести на улици, блокирање на раскрстници? Буџетот да се донесе? Ја им се чудам да ти кажам на овие тука социјаливе и демокративе така се подвоени у парламентот, зашо не земат да корнат микрофони ако не се согласуваат? Корнат микрофони. Да го затепаат председателов на парламентот. Слушај, што би им се случило кога би протестирале демократски така? Јас навистина би бил вулгарен до крај ако ти објаснам и заради гледачите ја и ти сме пријатели, но верувај дека некој да помисли да направи такво нешто, мислам дека мал ќе му биде Брисел. Тоа е моје мислење. Ќе ги згрбават ко мали деца. Па не, али мислам дека доброволно и така малце со подрака фаќање нема да биде. Тоа е сигурно. Кажи ми сега зошто си ти у кујна цела вечер? Сега ќе ти објаснам затоа што ке мене дневна соба ме избрка, имаше гласање, ме надгласа, мајоризација ми направија, се гледа филм и ме збутаа тука. Кој филм го гледаат? Што е толку G.I. Joe. Си го гледав? G.I. Joe. Многу добар филм. Како не, супер е, сега го чекам вториот дел. Па многу добар филм, ама мене ми избрка. А плюс јас сум тука од Преска, и гледам Ракомет. А ти у кујна гледаш Ракомет или миеш садови?
Па не да ти кажам, позади мене фрижидерот може да предпоставиш што правам. А машината пере. Слушај, значи и ти исто со јас со моја наструмичанка, ти со твојата велешанка, нема искачање на крај, еј. Не, пази, со гласање, значи јас демократски на референдум излеговме и 2-1. Да, со велешанка ќе излезеш, иначе после тоа гемиџискиот ген кој ќе им исплива, излези на крај. Па еве гледам го поддржа отпоров со 42 луѓе пред некој ден во Велес, еве и у Скопје гледам колку изброја Латас 52. Оди да го погледнеш клипот на К15 што го објавив кај мене на профилот мој на А овие што фанпејџот. сака да ги вратат у собрание сега? Абе, умрикал од смеење. Многу јако. Абе, многу јако. Ги зафркаваат и едните и другите, али супер е. Океј, Бобан, навистина ми беше задоволство. Одамна требаше, вака нели останаа многу работи. Драго ми е што се слушневме, разјаснивме некои работи. Ние влегуваме во некое сега затишје пред бура, пред да почнат кампањите кои почнуваат негде почеток на март, па тогаш ќе видиме како. Добро, Февруар кампањата ќе не изгледа кулираме. трае за изборите кај што ќе учествуваат и не е проблем. Ќе ги видиме само како ќе загубат за свеќе. Поздрав до тебе, поздрав до твоето семејство и уште еднаш голема благодарност од мене лично и од гледачите. Исто се најдобро на тебе и на твоите дома и на твоите гледачи. Им посакувам уваа вечер со тебе. Пријатно. Драги мои, одиме со блокот на реклами. Тоа беше Бобан Нонковиќ, дописникот на МИА од Брисел. И сосема на кратко, насловните страници од утрешните вестници. Не ни може ништо. 24. Не ни може ништо. Парламентот објави анкета според која јавноста го поддржа владиното мнозинство за изфрлување на опозицијата од дебатната сала. Ова вака го донесу утрински вестник, иако ја поинако ја испрецепирав, а тоа е дали народот сака ред да има. Околу 70%, значи од испитаниците се за тоа дека се против било какви керефеки правење во парламентот. Крушево во знакот на Тоше, видеокасети, сублимат на моето професионално созревање. Рускиот омикрон вистински полна студот, нема месија за битолската естрадна рецесија, а ова е од собирот за Крушево во знакот на Тоше. Атина обвинета за попуштање кон Македонија. Да, попуштија, нервно. Тој утринскиот вестник, вечер го прикажавме. Нова Македонија, Мирка е насловната и живи ги дере ко зајци, шумски фатени, а Дневник донесува. Брисел не шпекулира, чека партиите да се договорат. Субрата Рој ќе го донесе елитниот туризам. Ова што се најавува е елитен туризам за кој досега сме немале можност да го нудиме на пазарот, вели Миодраг Атанасиевски, председател на Туристичката комора на Македонија. Обележан денот на раѓањето на музичката звезда. Со фестивалот Тоше Проевски ќе продолжи неговата мисија. Вест, насловна страна, суфлерски приказни, кажи погласно, Чедо мое, театарските приказни, и Бети носи Прада, Тимотеј не го давам љубаништа ни за 100 милиони евра, митрополитот Демарско-Кичевски за проектот Субрата Рој и така натаму. Тоа се дел од содржините, Република ви ја презентиравме. А сега, драги мои, одиме со новиот спот. Тоше Проевски, немам многу информации за тоа од каде е, што е. Најдобро е да отидам кај моите колеги од Backstage, кои имаат за момчето кое го глуми Тоше Проевски во новиот спот. Значи, од каде се појави што? Автор е Јелена Трифуновиќ, аранжманот е на Никша Братош и така натаму. Сите права се ОНР ФМ и Тоше Проевски Foundation и така натаму. Во секој случај, најдобро е да го слушнеме
ова ќе биде вистинско задоволство за нашата голема звезда која повеќе ја нема. Беше навистина прекрасно повторно да се чуе гласот на Тоше со нова песна, како да никогаш не си заминал од нас, но тоа е тоа. Никогаш нема да го преболиме. Едноставно се сеќам кога еден пријател ме праша, кога загубив близок еден, вика како да се носи со тоа? Викам, не можеш да се носиш. Едноставно, само ќе се научиш. Нема преболување. Преболување не постои. Едноставно, човек се научува да го носи тоа. Бидејќи стварно, разделбите се многу тешки. Разделбите се многу тешки, но, нели, искрено веруваме дека еден ден ќе се сретнеме на некое пубаво место, сите заедно. Океј, драги мои пријатели и пријателки, јас сега ги отварам телефоните за вашите јавувања и ве поканувам да земете учество во емисијата. Имаме веќе гледачи. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер, Јанко. Повелете. Види, имаме на замерка кај тебе, што Бобан барем 3 пати во неделата не го даваш на телевизија. Значи, првите информации, најсвежи информации, ќе ги добиеме од Бобан. А некој бла-бла-бла, што не брука во Европа, како, например, телевизија Телма, Алфа, 24 сати и таа фати веќе, иако е, што викаме ние, повертетлија, и таа веќе фаќа страна, али 3 пати или секој ден почува емисијата со Бобан. Значи, тоа е мој предлог. Не држам страна, али навистина, дето е феноменално. Колку месеци е во Брисел, не знам. Прва работа. Втора работа. Многу си во право, кога кажува дека против бугарскиот народ немаш ништо, а имаш преку 1-2 лигуши, кои, например, сакат да напат раздор со Бугарија. Еве сега ти кажам еден пример. Ако градоначалникот, например, кисела вода Маран Ѓорчев, го ставим амбасадор во Софија, бугарите ќе бидат најголеми пријатели, најголеми поддржувачи за Европската Унија. Јас ти кажувам, ти гарантирам. Оце ќе ги направи мелено место тие 1-2 или 3 кои се таму во Софија. И ќе направи, затоа што ние, например, додека работевме, 10.000 тона грозје на бугарска фирма му дадовме во Бугарија, од времето на Тито до времето на Ѓорги Иванов, никој толку грозје не излезол. И други работи. А и знае како. Затоа, например, и првиот човек на државата, Ѓорги Иванов, и премиеро, и министр на дворечни работи треба да избира кој и во која држава какви луѓе праќаме. Тоа е голема работа. Значи, затоа што амбасадор не е само амбасадор. Амбасадор треба да биде и трговски аташе. Да знае со таа земја што можеме да увезиме, што можеме да извезиме. И да ги затопли односите. Илија? Еве на работа ти кажам, Јанко. Ајде кажи. Например, ние за силиконките на ЦЕЦа даваме 100.000 евра, ако дојде, например, да пее негде. За един Иван Маринов, кој е перфектен пејач, например, во Бугарија, не го знаеме, 90% не го знаеме Македонија. Зашто? Зашто никој не го бара? Ние за сурато на Чолич даваме 100.000 евра во Куманово или во некој место. Зашто? За 70 години заедно со Србија. Добро, Имаме, слушай, молим те, имаме 8 српски вестници во Скопје идат. Не иди 24 часа, не иди труд. Зашто да не иди? Абе, ние сме тука близки, ние сме сите заедно 15 милиони народ. Дај малце, ти си, види, многу умен човек си ти. Ако за тебе зборуваат бла-бла-бла, кој рече дека ние со бугарскиот народ немаме ништо, имаме против 20 лигуши таму кои сакат да направат некој... Па немам против ниеден народ, тоа би генерално глупо. Имам против политичарите кои тресат глупости, тоа секако дека им се противам на некои нивни ставови. Како ценам. Сега треба да иде таму човек во таа амбасада, јас кога отидов веднаш во таа амбасада, го гледам знамето, никога не испеглано, искинато, 7 години исперено, тоа ми се случи 2007 година. Ми беше срам да влезна во бугарската амбасада. Аз сум бил во амбасадата на Ирак, на Иран, има по 10 хектари амбасади, бе. Или ја ти имаме две
канцеларија интернационален таму, терориста, беше сите сумњиви амбасади ги помина. Да купаме знаме македонско знак ќе однесем, да го исперам знамето, да личи на амбасада. И таму му рекој, чуеш, што 8 години не можеш да ја најдеш. Добро. Илија, ти благодарам за јавувањето, а што се види ми поздрави што се однесува до Бобан, навистина мене ми е задоволство. Мија не бира било кој и по некаков клуч. Мија бира професионалци и од секогаш била на високо ниво агенцијата и за тоа голема почит. А пред да идеме со следниот гледач, благодарам на сугестијата на колегите од Утрински, ќе ја пропуштев една многу значајна репортажа на две страни. Навистина ретко ова може да се види. Горната камера ќе ви прикаже за што се работи. Ова е обичаите, верувањата и традициите за водици во Битуше. Битуше е едно специфично место, едно прекрасно место со навистина посебен еден ментален склоп на луѓе. Да видиме само неколку. Текстот е и репортажата е на Киро Кипровски. Штета што не е во боја. Ова би требало во боја да биде. Керим. Абе, не штеди боја на вакви работи, бе. Орце, иди купи тоа тонери од Кина. Жените стокмени во Битушка носија мерак да ти е да ги гледаш и да се чудиш на убавиот вес, на колоритните бои, на коланите, алтаните, срмените елици, апликациите на доламата на ракавите, а мажите дотерани во свечено руво се упатуваат кон црквата Свети Архангел Михаел што се наоѓа сред село. Секој битушанец за водици доаѓа во родното огниште. Битушани каде и да се наоѓаат на земјината топка, секогаш низ вековите доаѓале дома за водици, да бидат присутни на сите обичаи и ритуали посветени за овој голем христијански празник. Во долнореканското село Битуше, овој православен христијански празник со векови се празнува автентично со многобројни обичаи и ритуали, а секој од нив содржи символика и порака за здравје, за среќа, за мирен и богат живот. Супер. Одлично. Мислам дека битушани и заслужуваат и ова, но мислам дека и убаво би биле се во ова да се овековечи на некаков документарец. Ќе опратам Миленко таму да отиде да сними нешто. Кој ќе проба сукано со мошченица, не ќе излези нема да излезе од Битуше. Океј, а ние продолжуваме со вашите јавувања. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Поздрав до тебе и до емисијата. Благодарам, повелете. Јас сум гледач од Скопје. Сакам да поразговараме за колку тоа во Македонија има демократија. Навистина демократијата во Македонија е на доста високо ниво. Кај има во која држава пратеник да се земе за право пред Европски парламент да оди и да ја брука државата и да збори против државата и истиот тој пратеник се уште да го има мандатот. И плата зема. Го слушам Андреј Петров, кажува дека Игор Ивановски отишол таму на трошок на СДСМ да каже што се случило црниот понеделник. Па до кога они мислат дека македонскиот народ ќе се залажува со зборење и ќе верува на лажни ветувања? Па цел македонски народ го виде нивното дивејачко однесување во собранието. На ништо не лича на пратеници. Значи ретко може да се види таков тип на луѓе, такво однесување, да се уништува државна опрема, да се уништува инвентарот, да се качуваат пратеници од озгора на масата да седат, да се завземе столчето на председателот. Па замислете тоа да се случи во Кина, некој да седне на столчето, па главата ќе му летне Јанко, а не пратеник да остане. Или пак да земе да го уништува инвентарот, па рацете ќе му ги исечат. А тука што се случи? Униште инвентар, викна и ги сфрлија. Не требаше така. Се ги сфрлија. Треба да си го платат на нашата Македонија.
кои се тие собрани 20 дивјаци да прават што сакаат во собранието. Секоја чест имало народ, гласале за нив, избрани се на избори. Меѓутоа народот не ги видаше на избори за да дивеат во собранието, да кршат, да уништуваат, да борба, да не се донесе буџетот со дискусии, со процедурално, што ја знам, има 300 работи во нивниот деловник што го гласале. Меѓутоа, такво однесување немало. И замислете, се дрзнал некој си Игор Ивановски, што сигурно мајка му родена сестра ми од него, да појде и по светот да ја руга Македонија. Срамота е. Сметам дека треба да се преиспитаме малку како држава, да се донесат поригорозни закони, затоа што вака ем народот пати, ем државата пати. Што сакаат? Да дојде негативен извештај од Брисел, сакаат да падне сето она што владата го работеше изминатите години. Не сакаат Македонија да оди напред, па тоа сите ние го знаеме. Сега у недела пак ќе протестирале. Протестираа пред СИТЕЛ, протестираа пред МТВ, протестираа пред влада, пред собрание, сега ќе одат пред МВР. Јанко, кај сакаат додат? Не пред МВР сите министерства да ги кружат. Народот не може да заборави. Народот не може да заборави кој е Бранко Црвенковски. 20 години се упрашање, 20 години уништена економија, сменето име и знаме. И на крај, после 20 години самостојност и сувереност, проба да направи државен упад, да упадне у собранието, да се тепа со собствениот народ, човек што некогаш бил председател на држава, иако знаеме како стана председател. Газеше полиција. На што личи тоа, Јанко? Каде во светот го има тоа? Самота е. Затоа сметам дека во Македонија треба да се донесе некој поригорозен закон по однос на тоа кој права ги имаат празниците и дали имаат право кај сакаат додат и да зборат против Македонија. Добро, благодарам за јавувањето. Знаете што, он има право, потполно законско и демократско право да го направи тоа. Прашање е на добар вкус, морал и етика дали некој ќе го направи. Но, знаете што, уште поголемо е ставање на испит кога едно општество како нашето, кое е прилично проблематично заради мултиетничност, заради таа партиска поделеност која е, што е навистина премногу, да може да поднесува такви удари. Да поднесува такви удари. Значи, идеално општество е во она во кое секој ќе може и најрадикалните ставови да си ги каже, па дури и против собствената земја, но ако тоа помине без ефект кај луѓето кои си ја почитуваат и сакаат собствената земја, бидејќи, знаете што, ако ние не си ја сакаме оваа земја и не сакаме да обстане, таа ќе се распадне. Таа ќе се распаднеше до сега. Таа немаше да постои. Преку манипулации, точно. Значи, не по волја на народ, туку преку манипулации е направена приватизација, со манипулација е сменето знаме, со манипулација е сменето име, со манипулации се прават сите оние работи што ни го направија животот да уште полош и ни го прават полош. Туку, волјата на овој народ е да се случува нешто, да се прави подобро, да обстанува, да си обстане на она кој и што е. И тука се гледа волјата на народот. Затоа ја гледам и преку избори, затоа ја и гледам, не е народот ВМРО-вец ако гласал за таа партија. Има многумина што гласале за таа партија само заради тоа што, например, не сакаат да го сменат името и идентитетот и им верува на тој став. СДСМ нели излегува дека и они не сакаат да го сменат, ама после колку разни други ставови дојдоа до истиот став како што е и позицијата. И сега луѓето имаат невдоверба. Кумуваа на многу работи за кои денеска им ги налепуваат и ќе треба да се сменат. Прва работа за да смениш свој имидж, например, ако имаш ти како некоја бараба у Челзи, како Азнар, кој клоца деца покрај аут линија, прво што треба да направиш ако сакаш позитивно, да го шитнеш тој фудбалер. И пријатно. Ќе земеш нов, ќе земеш подобар играч и иде имиджот многу подобро. Океј. Една позитивна работа пред да одиме со следниот гледач. Се сеќавате, сакам да го повторам ова, се сеќавате на
родителите кои ни се јавија од Германија преку Skype. За жал, таа снимка се уште не можеме, во телевизијата имаме некаков технички проблем, не можеме да ја аплодираме на нашиот YouTube канал кој станува ултра популарен и за тоа сум ви искрено благодарен. Тој можност да ги следите репризите од емисијата. Втора работа е, тие родители ни се јавија кои кажаа дека нивното девојче има тежок медицински проблем и беше потребна голема нега, иако се во Германија, но на самото идење им се случи колабирање на детето и потреба од незино болничко лекување. Уште самото идење во Германија уште не беа ни вработени, не беа ни под социјалното во Германија. Изгледа дека кај нас и они побараа помош за да ги исплатат болничките трошоци за девојчето. Изгледа кај нас може би се перцепирало дека се работи за некаков обид за измама или неточни податоци или не знам што. Но после јавувањето, откако ги видовме родителите во емисијава, откако ете во тој момент за кој навистина беше многу драматичен и тежок, кога ја замолив мајката со камерата да ја сврти од лаптопот, да ја сврти и да го прикаже девојчето приклучено на сите оние машини, очигледно допрело и до некои други. И еве сега дозволете ми да ви го прочитам писмото кое го добив од нив. Од Тања Миленковска-Димовски, која и ни се јави тогаш во емисија. Режија, молам компјутерот мој. Писмото вели вака: Јанко, ова е наша јавна благодарност до тебе како личност, пред се и како новинар, преку твојот медиумски простор помогна нашата сторија да допре до таму каде што треба. Фондот по повторно разгледување измени својата одлука и ни одобри да добиеме формулар за покривање на дел од трошоците кои беа направени додека престојувавме во болница каде на Нина и беше спасен животот. Ова е само почеток на процедурата меѓу фондот и германското осигурување, но се надевам ние ќе бидеме оставени на страна и тие ќе си ја продолжат постапката, а ние ќе собираме повеќе сила за да бидеме со Нина и Дарин, на кои сме им најпотребни. Искрена благодарност од семејството Димковски. Ете, јас се надевам дека оваа приказна среќно ќе заврши, бидејќи ова не е крајот. Овие родители уште многу борба ги чека за да девојчето биде доведено во потполно здрава и нормална состојба. И се надевам дека таа еден ден ќе ни се јави во емисија и преку Skype и ќе не поздрави и мислам дека тоа ќе биде најсреќниот ден. Мал краток джингл режија, па веднаш потоа да продолжиме со гледачите, нели? Секако продолжуваме со вашите јавувања, одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете во програма сте. Океј, малку беше. Јанко. Да, добро вечер, повелете. Јанко, ти си еден твој стар пријател од Струмица. Добро, повелете. Мило ми е, повелете. Познава, стари пријатели сме, Василјано. Добро, повелете, кажете зошто се јавивте. Пријател, се јавам за, знаеш кој ја руше државата? Ти, Миленко, Латас, вие треба да напуштите таа телевизија да биде слободна. Вие одате против народот. Не, ја напротив. Ја работам за народот. Мене народот ме гласа. Не. А ти мислиш поинаку? Вие само зошто не прекратувате кога треба ние да зборуваме? Не те прекратуваме, ама што си правиме Како муабет? не прекратувате? Треба да не оставите да говориме. Вие само треба некој твој приврзаник да говори и да биде се во ред. Така ли? И само Бранко, СДСМ, а оти не го напаѓате Груевски, оти не го напаѓате ВМРО. Не напаѓам јас никого, ја Како читам. не, оти за не зборувајте. Абе човек, дај прекини да збори. Ало, сакаш, дали, зашто се, значи не можеш да збориш за мене. Ако сакаш да збориш нешто и имаш проблем со власта, кажи што имаш проблем. Не можеш со мене да ми доаѓаш дома и да ми викаш, види како си го тапацирал ова, не ти е убаво, треба поинаку. Кој си ти да ми кажеш како ќе си ја работам работата?
Значи, повели, кажи што ти смета. Ти зборувам што? Зошто на такви дебати не викнете некој од СДСМ, а само Груевски го викате Ставрински. Тие ли се ваши дебати? Така. И срамота е тоа што го правите. Добро. Викни го Дзинго тамо. И Дзинго го викни. Викни и некои други тамо ваши. Добро. Па така е, што? Дај да видиме, дај тај народ малку да гледа. Вие сакате да суштини што се дешават во државата, а вие само ги криете работите и народот ништо не знае. Добро. А тоа што не сакаат да дојдат... Ја сега Јалпа и Јованово ти иде во ваши раци. Добро, не се нервирај. Кажи ми, што правиме што не сакаат твоиве да дојдат? Како? Ме слушна убаво, ме разбра. Не те слушах, не те чујах. А, тука не ме слушаш. Добро, па сега што да ти кажам? За све ме слушна, за ова не ме слушна. Не, Јанко, не си фер, да знаеш. Напротив, јас сум фер. Ти знаеш, оти 2003 година, оти беше порано за СДСМ, 2003 година избега. Зашо? Оти имаше лоши работи направено, за тоа. Срамота е да збориш за некого. Ајде, добро. Ти благодарам. Значи, ја не можам да ви го разберам нивото. Значи, имате простор да се јавите во емисијава и да се критикувате. Например, предпоставувам, окей, дека сте за СДСМ и тоа е во ред. Немам ништо против. Тоа е ваше право. И да си кажете, СДСМ во право, ова не чинело, она не чинело, СДСМ треба да дојде на власт, ова да биде. Не, вие се јавувате и вулгарно мене ме напаѓате. Зошто сум ја правил емисијата така, зошто вакви биле боите, зошто сум кажал ова, зошто сум кажал она. И сега ја треба нешто да ви се правдам. Или, например, вакви ноторни глупости, 5 години викам, јас сум, 4, не 5, под бојкот од СДСМ, забрането е гостување на членови на СДСМ во мојата емисија. Ете кој е тоталитариста. Ете кој со фашистички методи одредува подобни и неподобни новинари. Ете кој врши притисок врз новинарството. Срам да ви е. Срам да ви е. Партизаните се бореа против вакви во Втората светска војна. Ама ќе се ослободи еден ден, ќе дојде слободата во СДСМ и тоа ќе биде светол ден за Македонија и светол ден за сите оние кои се со слободарски дух, кои се вистински комунисти, кои се вистинска левица, кои се на страната на народот и на страната на демократијата, кои треба да бидат авангарда во едно општество. Тоа ќе биде светол ден, кој ќе се ослободат од фашистите и кратците во сопствените редови. И кога ќе престанат, кога ќе ги викнеш во емисија, да викаат, не, кај Јанко не може да си иде, не смее да си иде. Тој не чини. Ќе идеме кај тој што ни чини. Срамота. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Зашто на господинот не го прашавте кај во која работа организација работа и од кај се наоѓа, дали од Струмица? Не ме интересира. Некој приврзаник на СДСМ, јас секој човек го почитувам. Православно е да го сакаш секого и да го почитуваш. Меѓутоа, тие што штекуваат, што излегуваат на улица, тие 20 души, тие дипломи што ги добија со марки или со динари поранешни, им се виде културата и школувањето, и факултети, и професори, и све, што кадар изнесоа други луѓе, мачни што учеа со вистинскиот нивни мозок, со нивниот труд излегува и денеска функционира СДСМ и во СДСМ има луѓе учени и добри кои се борат за оваа земја, но оневозможени се да се борат со овие уличари, да ги наречам. И тој господинот Игор Ивановски што отиде во парламент, што не зеде снимки што правеше он, Макадули и ред други негови тука 20 души што се борат за власт. Што не се снимки да видат како кршеа, како лупуваат тие народните пари што ги спомнуваат од народот. Па ете нека кажат народните пари кој ги руши. И спомениците, и око за око, зав за зав. Еден од нив не кажа добар збор, само за крвопролевање. За малку беше 2001 година што направија крвопролевање.
мајки проплака. Што изгубија сина. То не ги видел, беа сакатени. Срам да му е нове на предходниот. Да се засрам. Да има трошка чувство. Да има нешто православно во него да постои. Со кое срце ова го спори? Со кое срце го спори? Кога би ги видел од своите чеда крвта, кога ги носе во камиони, ранети и осакатени, денеска последници имаат. Тога би се осезил што прат овие луѓе и би ставил прст на глава и би размислувал што се случува во наша земја. Груевски, Дуел, ете направи разговор. Патриархално дете воспитано и седна се разговараш, што сака сега? Избори, се избори. Ова му требаше, она му требаше, се избори. Нема што да поварбише човекот. Православно да се сака секој да македонци. Не сме многу, треба да се сакаме да се почитуваме. Меѓутоа, претерано е све. Сите граници ги претера. Што сака? Предавници, вреќите пари, марките, еврата. Срамота. Се продадува име, и знаме, и се, што сакате. И земја поделија, и све. Срамота и гребата више. Благодарам за јавувањето. Одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа се враќаме во програма. Океј, драги мои пријатели и пријателки, бидејќи започнавме 15 минути порано, веќе и доаѓаме до крајот на денешното издание. Одиме со уште 2 јавувања и тука да ја затвориме ова неделната емисија Јади Бурек. Што се однесува до репризите, како и оваа емисија, ќе можете да ја следите на нашиот навистина се попопуларен канал, кој веќе има преку 1250 предплатници, 55.000 гледања, а по анализите во минутажа има 652.298 минути изгледан материјал. Што се однесува до листата, најгледано е интервјуто со Никола Груевски, па со Миленко Неделковски, па емисијата каде што ми посака на многу културен и цивилизацијски начин љубителите на Бранко некакви сексуални активности си го покажа своето ниво. Интересно е што интервјуто на Никола Груевски, кој е најгледано, но сепак интервјуто на Миленко Неделковски има поголема минутажа. Многу интересни се податоците. Еве уште едно за географијата од каде не следат. На прво место најмногу е следена од Македонија, нормално, а на второ место од Соединетите Американски држави. Потоа емисијата е најмногу следена од Бугарија, Германија и Австралија. Секако има и други земји, но ова се најголемиот број. Ја ви кажав дека со бугарите немаме проблем и тоа се навистина ја осеќаат оваа емисија како нивна пријателска и интересна, затоа што е, а јас не пропуштам ниту едно издание од Јулија на 24 Kitchen. Океј, одиме со уште 2 јавувања. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Се јавувам во врска со претходната гледачка, што беше на линија. Малку не е лошо да земе таа да ја разгледа ситуацијата што зборуваше за конфликтот во 2001 година. Се слушаме? Да, се слушаме. Повелете. Нека го разгледам малку нападот на албанците со комитите на мостот кај Нерези, кај Кале, колку кривични пријави имаат македонците, колку кривични пријави имаат албанците. И тоа во време на ВМРО ДПМНЕ ги штити и албанците, а македонците сносуваат последици. Ниту еден албанец немаше кривична пријава. Нека земе малку, нека види политика, нека проучи господјата што се јави пред малку. И имам еден комплимент до тебе, Вјанко. Или препорука до вас. Не е лошо да ја префатите. Вие, како шоумен, како новинар, што е вашата професија?
Whatever. Што сакаш? Кажи. Па најдобро би било да водите некој дечи канал, цртари, филмови, Нема глобус, проблем. циркус. Одлично. Идиоту, Одлично. дебилу еден. Одлично. Платеник од ВМРО. Добро, нема проблем. Знаеме ве нешто ново да кажевте вака поинтересно. Немате што да зборите, јас сум ви проблем. Ова е идиотски, Бе, човек, не можеш јас да ти бидам тема. Проблем сум ти јас, не сум ти проблем јас. Еве ја да ќутам. Народот што зборите боли. Тебе те боли онаа жена претходно што плачеше, тоа те боли. Тебе те боли овој народ што гласа за некого гласа, тоа те боли. И сега не можеш ти, нормално е. Колку и да си ненормален, знаеш дека не можеш да плукаш по народот. Иако знам, нели, кој ќе си седнете, глупе овој народ, просе народов. Таа приказна ја знаеме. Добра ни е државата, ама народот не чини. Ја знаеме таа синтагма. И сега, кој ви е крив, Јанко? Зошто? Затоа што ви ги отварам телефоните? Затоа што не ви ќутам? Не ќутам, човече. Јас сум против промена на името, јас сум за Македонската православна црква, јас сум за зачувување на македонскиот идентитет. И се она што стои на овие 3 става, ја има поддршка од мене. И тоа ве боли. Тоа е ваш проблем. Колку канали имате на располагање? 100 канали. Ја дури не сум ни на мейнстрим телевизија. Сител 3. Не ја ни знаевте до вчера. И сега и тука ви сметам? Што ви е вас, бе? Ало. Проблем имате. Ја можам да водам и циркус, можам и политичка емисија. И сега еве водам ваква. Зошто ме гледаш, бе, пријател, ако не ти чинам? Што се пењавиш? Разговарај малце, еве, например, поддржи го говорот на Игор Шема. Збори, покажи малце дека читаш барем вестник. Еве, викаш, не се согласувам, народот го критикува настапот во Страсбур на пратеникот Игор Шема. Сметам дека Игор Шема настапи добро и дека и така натаму. Покажи малце бе култура, дека си прочитал нешто, дека знае за што збори, спротистави се со ста. Јанко, ти циркус да водиш. Ја можам да водам циркус. Ја можам 10 циркуси да водам. И шо правиме? И сите успешни ќе бидат. Кај отидов, направив успешен проект. Зошто? Јас сум добар? Не. Затоа што му давам простор на народот. Само заради тоа. Затоа што народот е добар. И пак не сваќате. И кога ме плукате мене, навредувате еден куп гледачи кои ја почитуваат емисијата. Не заради Јанко. Јанко ните убав, ните препаметен, далеко од тоа. Ама затоа ја почитуваат демократијата и слободата што им ја дава. Им помогнавме на луѓе. Сега читавме, сега ви прочитав како им помогнавме. Колку пати сме собирале средства да им помогнеме на други. Све тоа ве боли. Тука тоа не можете да го прежвакате. Ајде, легни си, смени си канал, дигитална телевизија. Колку е? 70 од старта има онака кабелска? Да. 70 од старт канала. Па јас сум ти еден проблем. Што е тоа, бе? Гасење на канал, забрана некој да работи. Па што е тоа? Фашизам. Па не се согласувам со ова. Океј, не се согласувам со вашите стави. Океј. Некого терам на сила да го гледа ова? Не. Што ви е проблем, бе? Ви дојдов дома на сила? Не. Сега ми се јавувате емисија, да правиш вака, да правиш онака. За лечење сте, бре, луѓе, пациенти. И последниот за вечерва, да се опростиме. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете. Ајде гледам цел вечер, овие што се јавуваат, дискутираат околу Игор Ивановски зрешти и оно што се случило во Брисел. Добро. Сега. А зашто никој не спомене што се случи на 24-ти равишти? Во понеделникот равишти што и ајде речеме пратениците, пратениците. А што се случи со новинарите? Зашто никој не спомне дека новинарите ги влекова, ги зекувала, па раси равишти таму им моткава? Па доле и пратеничките што врискава равишти. Да. Па ја разговарав, еве, беше таму и колега од Сител. Беше колега од Сител исто. Чекај сега, ама нели ќе ми зборите, никој не збори. Како не збори? Сите зборат за тоа. Да, сите зборат, ама како зборат?
Збора дека ги обвинува требаше опозицијата, требаше себе преска тој од мажари што зборуваше. Океј, па нивно право. Еве, вие не се согласувате. Зошто да не може некој да има поинакво мислење? Еве, некој вика така. Мојот колега од Сител вели дека не бил насилно, дека не бил тепан новинарот. Бевме тргнати, ни беше речено да се тргнеме од таму. Од каде сега тоа? И ја го прашав, викам, дали те тепа? Не ме тепа. Од каде сега тепање? Ама и вие имате право да си кажете, нели? Бе, Јанко, па не сме толку слепи, бе, мајко, што се случуваше таму, па цела... И значи, сега ми излажа колегата дека он бил тепан, ама ме лаже дека не бил тепан. Или овие им се познавало, им пишувало на кој е од Сител, кој е од Телма. Тој од Телма да го тепате, а овој од Сител, не, остајте, немојте колешката од Сител, ја знаеме таа. Не е со галење, Да, имаше таму проблем, имаше. Сите зборат за тоа, се води истрага за тоа, никој не го негира, така? Сега да, народов не збори за тоа. Не збори за тоа што не гледа конкретен проблем за тоа. Каков е ставот на народот? Еве, ја разбирам, имате проблем со позицијата, критика за власта. Сето тоа си е во ред и нормално е така. Еве што велат граѓаните. Повеќе од 72% од граѓаните сметаат дека ако пратениците не го почитуваат редот, треба да се отстранат. А за 94,1% одговориле потврдно на прашањето дали треба да се почитува редот и покрај заострените разлики. Средната оценка за работата на собранието е 2,82, а граѓаните позитивно ја оценуваат и работата на првиот парламентарец Трајко Велјановски. Ова ја покажува редовната телефонска анкета за перцепцијата на јавноста за работа на собранието на Република Македонија, спроведена на 17 и 18 јануари. Анкетата е спроведена во рамките на меморандумот за соработка меѓу собранието и Вестминистерската фондација за демократија. Телефонската анкета е спроведена од Институтот за демократија Societas Civilis Скопје. Значи, анкетата е спроведена во рамки на меморандум за соработка меѓу собрание и Вестминистерската фондација за демократија. Или и ова е ВМРО-вско сега, Телефонската анкета е спроведена од Институтот за демократија Societas Civilis Скопје, а со неа се офатени 1123 испитаници на територија на цела Република Македонија. Имајќи ги предвид настаните што се случија пред и на 24 декември лани, кои значително може да влијаат врз перцепцијата на граѓаните за работата на собранието, анкетата беше дополнета со уште две прашања. На прашањето дали се почитува редот и покрај заострените, дали да се почитува редот и покрај заострените односи, со да одговориле 1056 граѓани 94%, со не 46 граѓани 4,1, не знам 21 граѓани на 1,8%. На прашањето ако пратениците не го почитуваат редот, дали треба да се отстранат, со да одговориле 811 граѓани, односно 72,3% од испитениците, со не 191 испитаник или 17,1%, со не знам 120 граѓани. И така натаму, текстот има уште делови и анализи, например, многу негативно за работата воопшто на целото собрание, многу ниско и споредбено со податоците од 2010 и 2011. Значи имаме анкета од релевантен фактор кој вели дека народот, вие, граѓаните, сакате ред во онаа куќа, крај на приказната. Нема веќе што да се дебатира. Вие можете да зборите, но што мисли народот, веќе знаеме. Знаеме и го чувствуваме. И народот ќе си каже, што и да каже, ја ќе го испочитувам. Што и да одлучи на избори, ја ќе го почитувам. А до тогаш ќе ја почитувам оваа анкета, која вели дека народот сака дисциплина, а и народов македонски не сака многу керефеки, не сака скокање. Јас сакам такви работи у парламент која ќе видам тепачка. Јас сум ви го зборил 10 години, тепачка, тегнење, макнење, ово, она. За мене е супер, сирџиски. Како да гледам некој реалити шоу. Супер ми е. Јас сакам такви работи. Народот не сака. Затоа што народот не сака, јас ќе ја почитувам неговата волја, а не мојата волја.
Але, но ако сакаме веќе со драма да ја завршиме вечерашната емисија, да ви посакам пријатна вечер и успешно, нема да го пуштам. Знаете, можам секоја вечер се размислував, секоја вечер поеднаш да ви го пуштам она клипчето каде нели бранковистот ми кажува нешто и сега опозицијата вика супер, одлично му кажа. Сега откако почнаа да спласнуваат првичните еуфорични нивоа на простаклакот, веќе почнува да се лади. А како изгледаше тоа сликата на еден пратеник, на еден следбеник на политичка партија да изговори такви вулгарни зборови? Што тоа говори за него и за оние што ги застапува? Можам и таа лоша услуга да ја направам. Можам и тоа да го можам да го злоупотребам и тоа ќе биде злоупотреба, иако ќе биде легитимно. Беше упатено кон мене и го дозволив тоа. И ви го постирав, ја го ставив клипот. Благодарам за навредата, ама драго ми е што не сум како таквите. Малку драма за крај.